Министерке, еве да ни кажете, денеска сте во Штип, кој е поводот? Денес сме во Штип во рамки на кампањата која што ја спроведува Министерството за труд и социјална политика во текот на месец март, храбра и силна, а се во интерес на подобрување на положбата на жените. Кампањата ја започнавме на 1 март, значи и да не зборуваме за правата на жените, за положбата на жените само на меѓународниот ден на жената 8 март, туку оваа година низ повеќе градови во државата одржуваме средби, одржуваме дискусии со различни категории на жени. Денес во Штип имаме 2 вакви средби со различни категории на ранливи жени, со кои што сакаме да поразговараме, да слушнеме од нив каква е состојбата, кои се проблемите со кои што тие се соочуваат и заеднички да најдеме решение, затоа што кога ги креираме политиките, не треба да седеме во канцеларија, политиките се креираат во контакти со граѓаните, за да одговараат и на потребите и интересите на граѓаните. Гласна и храбра, зборуваме за менталното здравје на жените, зборуваме за економското зајакнување на жените и ако карамфилот бил специфика на Клара Цеткин и Роза Луксембург, кои се бореле за женските права и оделе, марширале на улиците, ние наместо цвет ќе им подареме, и тоа е дел од кампањата, семе сами да израснат. Цвет, всушност семето е символ за нови почетоци во нивните животи, да ставиме точка на проблемите и да обично после ставањето на точка започнува ново поглавје кое што ќе биде многу подобро од претходното. Министерке, еве да ни кажете, имавте серија на дебати за новиот закон за работни односи, до каде е носењето на овој закон? Закон одржавме 10 дебати, јавни расправи со сите заинтересирани страни во државата. Продолжуваме и понатаму, поединечно со секоја целна група да одржуваме состаноци за да можеме да дојдеме до најдоброто решение кое што ќе одговара и на работодавачите, меѓутоа што ќе одговара и на работниците, и некаде до крајот на првата половина од годината да можеме да го пуштиме законот во владина процедура. Штом завршат сите дебати, сите состаноци, ќе седне работната група која што е во рамките на Министерството за труд и социјална политика и ги вклучи сите конструктивни предлози добиени од дебатите, законот ќе го објави на ЕНЕР, така да по објавувањето на ЕНЕР ќе можат исто така јавноста, синдикатите, работодавачите да даваат дополнителни коментари за пред да отиде во влада, да биде текстот усогласен и да биде прифатлив и за синдикатите и за работодавачите. Економско-социјалниот совет кога ќе има седница и што ќе се носи на тој совет? Економско-социјалниот совет следната седница е закажана за 13 март во понеделник и ќе ја носиме одлуката за висината на минималната плата. Одлуката за висината на минималната плата се носи токму на Економско-социјалниот совет, па се објавува во службен весник за да може работодавачите платите кои ќе ги исплатат за месец март да бидат усогласени со одлуката, односно висината на минималната плата. Фактички во април ќе имаме повисока минимална плата, тоа е усогласување на минималната плата. Меѓутоа, еве да ни кажете, дали и другите додатоци се усогласени, тоа е зголемени? Какви додатоци? Додатоци за лицата со посебни потреби. Мислите на правата од социјална заштита и детска заштита? Да. Правата од социјална и детска заштита се усогласени, односно се зголемени за 14,2% со исплатата на правата за месец февруари, односно ги исплативме на 5 март, зголемени, и она што сакам да ги информирам граѓаните дека сега го добија покачувањето и за месец јануари, кој што го зема во февруари. Меѓутоа, податоците на
од статистика, од Државниот завод за статистика, излегува на крајот на месец јануари. Центрите за социјална работа не беа во можност да изработат нови решенија и затоа со исплатата во месец март добија усогласување, односно зголемување на правата и за месец јануари и за месец февруари. Така, има изголемување и на пензиите, за колку проценти еве да ни кажете малку после ковид колку ќе биде тоа зголемување. Например, ако некој зема пензија од 14.000 денари, за колку фактички дополнителни денари ќе добие? Токму така, како влада сме насочени кон системски решенија, а системските решенија значат, како што е со минималната плата, така и со пензиите, повеќе приходи на сметките и на работниците и на пензионерите. Со исплатата на пензијата за месец март, кој што следува на крајот од март, сите пензионери ќе добијат зголемување на пензиите за 8,4%. Еве, ако некој зима 14.000 пензија, ќе добие зголемување на пензијата за околу 1.200 денари. Значи, тој што земал 14, ќе зема околу 15.200, 15.180 денари поточно.